Викендов ќе се одржи традиционалното летно искачување на највисокиот врв на Шара Титоврв во организација на планинарските друштва Тетекс и Јелак. Патеката е со средна тежина, а искачувањето ќе се одвива исклучиво по Вакувската патека. Учесниците на овој планинарски поход ќе имаат можност да уживаат во прекрасните убавини на Шарпланина на температури пониски за 10 степени од градот. Патеката е стандардна до Титоврв, тоа е Ваковската патека, добро маркирана и обележана, така да колоната се движи по сигурна и безбедна патека со наши заеднички водичи на двете планинарски друштва, по краток престој на Титоврв, околу, значи, движењето ни е од Попова шапка до Титоврв околу 3,5 до 4 часа, по краток престој на Титоврв, колоната планинари организирано се враќа назад до Попова шапка, кај што ќе бидат поделени признанија на планинарските друштва учесници на оваа манифестација и секој планинар ќе добие беч како спомен од овој настан. Инаку горди сме, значи, организаторите од овие две планинарски друштва, како што кажав, што даваме свој придонес за афирмација и развој на планинарството, посебно на овој регион, на Попова шапка, односно Шарпланина. Се организира 2 дена. Во сабота е организирано со спиење во конак на Попова шапка за сите оние кои што ќе дојдат од страна и кои што сакаат да преспијат на Попова шапка. Веќе добро се познати телефонските броеви на кои што може да се пријават порано, се разбира, за да знаеме нели колкав е бројот на планинарите кои што ќе дојдат со преспивување. Утредната тргнувањето е од 6 часот тука пред Домот на културата во Тетово, се трга за Попова шапка. Цената на повратниот билет е 200 денари, како и секоја година. Со тоа што се надеваме дека и годинава летното искачување на Титоврв ќе биде запазено со една поголема бројка на планинари од цела Македонија. Инаку ова прилика би сакала да ја искористам и уште еднаш да ги повикам сите планинари од Македонија, на ниво на Македонија, да бидат присутни во недела на ова искачување на Титоврв, затоа што морам, еве, една критика можеби до сите оние кои што сами одат да планинарат. Планирањето не представува само одење во планина, представува дружба, представува ширење на познанства, да се разбира, и споделување на искуства. Се надевам дека и оваа година ќе не испочитуваат сите оние планинарски клубови кои што досега не испочитуваа и дека ќе дојдат во недела, значи во 6 часот тука пред Домот на културата, за да заедно се упатиме кон добро познатата дестинација Титоврв. Организаторите препорачуваат сите учесници да имаат обувки соодветно на влажни или згави услови, планинарски стапчиња и опрема за дожд и ветер, бидејќи условите на планина, а посебно на врв, се менуваат од час во час.